Во април и мај 2018 година стапката на раст на корпоративните кредити повторно беше позитивна. На годишна основа, заклучно со првиот квартал, останува констатацијата дека растот на кредитите кон домаќинствата е многу посолиден од тој кон корпоративниот сектор, односно 9,8% и 2,6% соодветно, вредности што го следат трендот од претходните години. Со оваа поставеност, изложеноста на кредитниот ризик останува најзначајниот ризик за банкарскиот систем, особено кога ќе се земе предвид дека растот на вкупното кредитирање ја облажува стапката на раст на нефункционалните кредити. Историски најниската и непроменета стапка на нефункционални кредити на домаќинствата од 2,4% меѓу другото се должи и на солидниот раст на кредитите кон овој сектор. Стапката на проблематични кредити кон нефинансиските друштва, односно фирми кои не работат со промет, се намали и на крајот од првиот квартал и изнесува 7,8%. Учеството на нефункционалните во вкупните кредити на домаќинствата и нефинансиските друштва се намали за 1,2% поена во првиот квартал од 2018 година и се сведе на 5,1% велат од Народната банка на Република Македонија. Во однос на кредитниот ризик, покриеноста на нефункционалните кредити со сопствената исправка на вредност се зголеми и на крајот од третиот квартал изнесува високи 81,4%. На крајот од првиот квартал ликвидните средства учествуваа со на 30% во активата на банкарскиот систем, истовремено покривајќи речиси 54% од вкупните краткорочни обврски и околу 58% од вкупните депозити на домаќинствата. Во однос на кредитниот ризик, покриеноста на нефункционалните кредити со сопствената исправка на вредност се зголеми и на крајот од третиот квартал изнесува високи 81,4% при задоволителен обем и квалитет на сопствените средства на банките. Тоа значи дека последиците од евентуална целосна ненаплатливост на овие кредити врз солвентните позиции на банките би останале ограничени. Во првиот квартал, кој вообичаено има помала сезонска динамика, вкупната актива на банкарскиот систем забележува раст од 3.982 денари или 0,9%. На годишна основа, заклучно со првиот квартал, останува констатацијата дека растот на кредитите кон домаќинствата е многу посолиден од тој кон корпоративниот сектор, односно 9,8% и 2,6%.